Седница на Совет на општина Штип за улици општинава планира да издвои 1 милион евра повеќе, што беше причина за ребаланс на тековниот буџет. Зголемува делот на реконструкцијата на улиците, асфалтирање и реконструкција на улици, тоа се зголемува некаде за 45 милиона во програмата за уредување на градежно земјиште и во програмата за реконструкција на улици и патишта во висина околу 16 милиона денари. Освен за пари, на денешната седница се зборуваше и за општинските признанија. На јавниот оглас, кој траеше 15 дена, пристигнале неколку предлози. Годинашен носител или добитник на наградата 8 ноември треба да биде јавното предпријатие ИСАР. Ви се предлага признанието 8 ноември за ова година да како носители да се јават Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, која што годинава одбележува 70 години од своето постоење и функционирање. Потоа Семак Фешн Штип за успешно работење и придонес во областа на стопанството. Потоа служба за итна медицинска помош и домашно лекување, јавната здравствена установа Здравен дом, доктор Панче Караѓозов Штип за успешно работење и придонес во областа на здравството и Дуо Грациозо за успешно работење и придонес во областа на културата. На овој предлог реагира опозицијските советници. Очигледно дека имаме различни перцепции со мнозинство тука во дело на работењето на јавното предпријатие ИСАР, меѓутоа ние сметаме дека работата на ова јавно предпријатие ни приближно не одговара на оноа што треба да биде валоризирано преку доделување на ова 8 ноемвриска награда. На денешната седница беа разгледувани и усвоени и годишните извештаи за работата на воспитно-образовните установи во Штип, како и годишните програми за работа за идната учебна година.